Термин резервиран за дневник на К1 телевизија. Носиме информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кога го одбележаа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. Се решава проблемот со недостаток на слободни места во детската градинка Димче Мирчев во Велес. 30% повисоки субвенции за земјоделците кои ќе се одлучат да произведуваат други видови земјоделски култури. Председателите на кукните совети се едуцираа за превенција од елементарни непогоди. Се подготвува нова детска градинка во град Велес. За таа цел ќе бидат реновирани и адаптирани просториите во Општинското основно училиште Јордан Хаџи Константинов Џинов, каде повеќе од 200 деца од септември 2017 година ќе бидат сместени во новиот 7-ми клон од градинката Димче Мирчев од Велес. Се решава проблемот со недостатокот на слободни места во детската градинка Димче Мирчев во Велес. Повеќе од 200 деца од септември 2017 година ќе бидат сместени во зградата на поранешното основно општинско училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот. Ова денес го најави председателот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев. Просториите ќе бидат реновирани и адаптирани за потребите на новиот 7-ми клон на градинката. Ќе се смени кровот, значи комплетна смена на целиот кров на целиот објект, кој заедно се со ДДВ-то ќе кошта околу 2,5 милиона денари. За да продолжиме со следната фаза, ќе имаме изготвено проекти, ревидирани проекти, смена на прозорци, поставување на фасада, внатрешна реконструкција на просториите за прилагодување на стандардите на една градинка. Со тоа, со завршувањето на целиот овој проект, кровот треба да заврши во рок од 3 месеца. Се надевам дека временските прилики ќе возможат да се изведе целата работа во овој период од 90 дена, за да продолжиме со другите фази на реконструкција. Програмата за развој на Обединетите нации на УНДП во Македонија во континуитет неколку години ја дава поддршката на Центарот за развој на Вардарски плански регион, истакна раководителот Марко Колев. Во овој проект нивната поддршка е 50% од вкупната сума, потенцира Колев. Целиот проект има неколку активности. Целиот проект е финансиран со 50% од UNDP, 50% од општина Велес, таква е програмата, додека голем дел од проектите се 100% финансирани од UNDP. Како што кажа и председателот на Советот и градоначалникот на општина Велес, подолго време работевме на овој проект, заради тоа што подготвувавме целосна техничка документација за овој објект. Проектот ќе биде реализиран во 3 фази, а вкупната инвестиција чини 2 милиони и 700 илјади денари. Локалната самоуправа учествува со 50% од вкупната сума, а останатите средства се обезбедени преку Центарот за развој на Вардарски плански регион. Дополнителни 30% ќе добиваат оние земјоделци кои ќе се одлучат за промена на непрофитните производства со други видови земјоделски култури со поголеми приноси. Исплатата ќе се реализира според предвидената програма и следната година. Деталите во прилогот што следува. Субвенционирањето на земјоделците кои што ќе ги заменат нископрофитните житни и индустријски култури со градинарски или лозови и овошни насади продолжува и следната година. За 30% е повисока поддршката од основните субвенции, односно дополнителни 30% ќе добиваат оние земјоделци кои ќе се одлучат за промена на непрофитните производства со други видови земјоделски култури со поголеми приноси. Инаку исплатата на субвенции се реализира според предвидената програма. Во Велешко има околу 5000 апликанти за субвенции, а истите треба да си ги знаат роковите, вели Тони Тасков, раководител на подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието. Сега ова со изборите што беше
не се исплаќаа субвенции, очекуваме сега ние што не се исплатени да се продолжи пак да се исплатат. А тоа е дел од сточарството и нешто беше за органско за останато беше. Така да ќе биде во ред да се имаат во обзир мерките, да прашуваат странките, затоа што имаме доста мерки во руралниот и во директни плаќања и во ИПАРТ. Ако ќе прашуваат, ќе си ги знаат и роковите, а чим ќе ги знаат роковите, ќе нема проблем во однос на било какво аплицирање. Тасков вели дека доколку се поминат роковите за некоја одредена мерка, што трае 15, 20 или 30 дена, странките нема да можат да аплицираат. Председателите на заедниците на станари од колективните згради вчера вечер преку едукација научија како да постапат доколку објектот е загрозен од елементарна незгода, како пожар, поплава, земјотрес и така натаму. Ваквите едукации имаат за цел за развивање на свеста кај граѓаните за како да реагираат во дадена ситуација на елементарни незгоди, за да ги спасат своите материјални добра и сопствениот живот. Едукација за превенција од пожари, земјотреси и други елементарни непогоди добија председателите на заедниците на станари од колективните згради. Ваквите едукации се реализираат неколку години наназад и имаат за цел за развивање на свеста за како граѓаните да реагираат во дадена ситуација на елементарни незгоди, за да ги спасат своите материјални добра и сопствениот живот. Командирот на територијалната противпожарна единица во Велес, Љупчо Лепидовски, истакна дека на почетокот одзивот бил низок, но подоцна граѓаните ја увиделе потребата од ваквите едукации и затоа присуствуваат во се поголем број. Главни теми е елементарна непогода од пожари, што е и поплави и земјотреси. Значи тие се имаме прирачници направено преку општина каде што ќе им се поделат и нивното мислење, односно дискусија како да го направиме се до тоа да го решиме овој проблем, што мораме да почнеме еднаш, значи ради тоа што неисправноста на хидранската мрежа, громоранската инсталација, неправилно сместување на горливи материи во подрумските простори и сите останати работи противпожарни скали, редовно чистење на оджаците, се до тоа треба редовно да се прави за да можеме да бидеме безбедни, бар ние да спречиме да не настанат овие елементарни непогоди, посебно во висококатниците. На оваа едукација беше присутен и општинскиот инспектор за домување Златко Димов, кој образложи примената на законот за домување и начинот на кој надлежните постапуваат по него. До сега добро функционира. На почетокот на оваа година во соработка со Хабитат го обновивме регистарот на стамбени згради, односно на управители, и еден мал број останува, околу 87 стамбени згради, кои ќе треба согласно законот по присилен пат да им се назначи управител, што јас во овој момент не им препорачувам, него подобро се организираат и да си назначат сами или управител, да склучат договор, или председател на заедница се регистрираат. Противпожарната единица во Велес во континуитет ќе продолжи да одржува едукативни средби со граѓани и институции со цел да придонесе поголема заштита на општествената средина. Локалната самоуправа оваа година нема да организира прослава за одбележувањето на новата година и одлучи предвидените средства да бидат наменети хуманитарно за оние што им е најпотребно. За таа потреба од Центарот за социјални работи побарани се информации за оние семејства кои имаат најголема потреба од помош во пресрет на престојните празници. Ова денес на пресконференција го изјави градоначалникот Славчо Жадиев. Во пресрет на новогодишната ноќ во Велес нема да се организира точек на нова година. Локалната самоуправа одлучи предвидените средства да бидат наменети на оние кои имаат најголема потреба. 120.000 денари, толку колку што е предвидено за дочекот на новата година, ќе бидат наменети на 20 на фамилии од градот од социјален ризик, се со цел новогодишните празници да ги поминат на поудобен начин. За ова ќе имаме на располагање околу 120.000 денари и 15-20 фамилии кои што се од најсиромашни во градот, ќе се потрудиме да им обезбедиме пакети, ќе се потрудиме да им обезбедиме средства за онаа намена за која што нив ќе им биде потребна, дали ќе биде тоа во пакети со храна, дали ќе има потреба од огрев. Центарот за социјална работа ќе ги соопшти фамилиите кои ќе ја добијат финансиската помош од страна на општина Велес.
Новогодишната еуфорија е веќе започната. Не делат само денови од дочекот на новата година. Кавадарчани ги прават последните подготовки за тоа каде и како за нова година. Дел од нив ќе останат во домашен амбиент, дел во локалните угостителски објекти, а дел надвор од државата. Веќе се чувствува еуфоријата за новогодишната ноќ. Не делат само денови од почетокот на новата година. Новогодишната атмосфера е започната. Граѓаните ги зафати празничната шопинг треска и ги започнаа првите подготовки и припремите за дочекот на најлудата ноќ во годината. Се прават планови за тоа каде и како за нова година. Дел од нив ќе останат во домашен амбиент, дел во локалните угостителски објекти, а дел надвор од државата. Еве што велат анкетираните кавадарчани. Фамилиарно, да, со сопругот, со синот, со другиот син, со внуката. Дома. Фамилиарно, така? Фамилиарно, да, со сопруг. Дома, во домашен амбиент. Дома. Фамилиарно дома ќе бидеме. Може и некои пријатели со нас. Па тока, најверојатно во градот ќе бидеме. Не знаем уште. За нова година планираме во ресторан фамилиарно и со пријатели, с колеги од работа, така. Прво многу здравје, тоа ше најбитно здравјето, многу среќа, успех на професионален и личен план. Се најдобро за сите. Тука во градот ќе се збереме. Со друштво, не? Да. Се спремавте? Да. Уште малаци ќе биде готово. Во Алпачино. Ќе одиме во кафиче, ама сега отисме кај баба ми, па ќе си одиме ние у Велес живееме. Па за нова година планирам да одам во Атина. Со друштво? Со сопругот и со друштво. Во Солун. Со друштво? Да, со друштво. Во Белград. Со друштво? Со друштво. Кавадарчани се големи љубители на вкусната храна, добрата музика и капка алкохол. Како и секоја година, кафулињата, рестораните и дискотеките традиционално нудат добра забава. Диџеи, музика во живо, рок бендови се само дел од понудата за овогодинишната програма за дочекот на нова година. Угостителите ветуваат многу забава. За нова година гостите ќе ги забавува група Лудило со диџеј Були. Значи бенд и жива музика. Да. А ветувате добра забава? Нормално до раните утрински часови. Што ќе им посакате на граѓаните за нова година? Па среќна нова година, многу здравје и успех. Шминката и фризурата се неизоставен дел кога станува збор за оваа ноќ. Фризерниците и салоните за убавина земаат дел од празничниот потрошувачки колач. Периодов ретко може да се најде слободен термин. Гужвата пред нова година е вообичаена, посебно овие десетина дена се исполнети до максимум. Атмосферата и кана се почната пред неколку недели. Сите термини овој месец се више фул. И така да се осеќа и кај нас новогодишна атмосфера околу божичните празници. Што преферираат младите, постарите, какви фризури сакаат за нова година? Зависи од стилот на муштериката и клиентот. Обично се локни, таласи, бранови, претежно тие фризури преферираат, може и право пеглано. Среќни празници, среќна нова година, успех, здравје, пари, работа. Како и секоја година во овој период, припадничките на понижниот пол, а особено младите девојки, најмногу обрнуваат внимание на облеката што ќе ја носат на новогодишната ноќ. Секој посакува да биде уникатен и убав. Бутиците се преполни со парчиња облека за сечи вкус. Модните трендови секогаш на високо ниво. Статистиката не дава точни податоци, но сите показатели упатуваат на тоа дека секое семејство просечно издвојува по 100 евра за дочекот на новата година. Анкетираните граѓани велат дека за новогодишните празници најмногу се троши на облека, храна и украси. Па најмногу на гардероба, на фризура, шминка, жените посебно. Да, се голем потрошувач на тие работи, на нешто аксесуари и така ташни накид. Зависи кој што сака да троше, тоа че толку ќе троше. Па и на храна, и на облека, и на украси. На се. Као да само тогаш е тој ден. На јадење. На храна. Да. На гардероб. На облеката. Како и секоја година, новогодишната атмосфера започнува со самото украсување на градот. Оваа година кавадарци го облече своето новогодишно руво пред 2 недели. Светна во празничен дух, а ситните лед сијалички го осветлија градскиот плоштад и главните улици низ градот. Како и да е, нова година е на прагот. Ова е период во кој што треба да се заборават лошите работи од минатата, а убавите да се повторат во новата година. Со здравица да ја испратиме старата и да ја дочекаме новата година.
Управниот суд на Република Македонија прифати по една тужба од ВМРО ДПМН и од СДСМ, а останатите ги одби. По овие одлуки Државната изборна комисија донесе одлука да се повтори гласањето на избирачкото место 2011 во општина Теарце во избирачката единица 6. Пригласувањето ќе се врши во недела на 25 декември 2016 година. Деталите за вестите од Македонија во продолжение. Управен суд ја прифати тужбата на ВМРО ДПМН, а приговорот поднесен од поднесителот на листа на кандидати политичката партија Движење Беса за постапката на гласање во гласачкото место број 0396/1 општина Гостивар, изборна единица број 6. Согласно член 147, став 3, алинеја 2 од изборниот законник, судот го оцени како неуреден и ја поништи одлуката на ДИК. Управниот суд ги донесе одлуките по сите 5 тужби поднесени од политичките партии. Според одлуката на совет, составен од судиите Есма Алибашич Јонус како председател на советот, Розалија Кочковска, Ана Герасимовска, Тања Терзиева и Елмедине Асани, членови на советот, тужбата на тужителот Коалиција за предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија 2016, предводена од ВМРО ДПМН, се уважува. Решението на Државната изборна комисија УП-1-10/487 од 16.12.2016 се преиначува и се одлучува. Приговорот од 13. поднесен од подносителот на листа на кандидати политичка партија Движење Беса за постапката на гласање во гласачкото место број 0396/1 општина Гостивар, изборна единица број 6, согласно член 147 став 3, алинеја 2 од изборниот законник, се отфрла како неуреден. Ова значи дека нема да има прегласување на избирачкото место, каде според ДИК некој друг гласал во името на Фатиме Сулеймани, зашто беше ангажиран и графолог. Советот пак составен од судиите Лулзи Мусалиу, председател на Советот, Нада Иванова, Едита Насковска, Снежана Трповска и Исмета Амет, членови на Советот, донесоа одлука со која тужбата на овластениот представник на листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Стевица Јосифовски, се уважува. Решението на Државната изборна комисија УП-1 број 10/488 од 18 декември 2016 се преиначува и се одлучува. Приговорот УП-1 број 10/488 од 13 декември на овластениот представник на листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, на коалицијата предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, се уважува. Гласањето на гласачкото место број 2011 во општина Теарце за изборна единица број 6 се поништува. Ваквата одлука на Советот значи дека во недела, на 25 декември 2016 повторно ќе има гласање на избирачкото место 2011 во општина Теарце. Засега ќе има прегласување само на едно избирачко место во Теарце. Откако IT секторот на Државната изборна комисија направил стимулација дека тоа може да влијае на резултатот, односно на бројот на освоени мандати на партиите во изборната единица 6 на парламентарните избори, што се одржаа на 11 декември, донесена е одлука од страна на ДИК, гласањето да се повтори. Одлуката на ДИК е донесена врз основа на член 151 став 3 од изборниот законник, гласањето да се повтори доколку тоа може да влијае на крајниот резултат, но и врз основа на вчерашната одлука на Управниот суд да ја прифати тужбата на коалицијата предводена од СДСМ и да донесе решение за поништување на гласањето на ова избирачко место. Прегласувањето ќе се врши на 25 декември 2016. Најмалку 31 лице загина, а 70 се повредени во експлозија која одекна на еден од најпознатите пазари за пиротехника во Северно предградие во Мексико. Зајакнати се мерките за безбедност за време на божикните базари во Монтреал и Торонто.
по нападот со камион во Берлин, при кој загинаа 12 лица. Деталите за вестите од светот во продолжение. Во експлозија која одекна на еден од непознатите мексикански пазари за пиротехника во северно предградие во Мексико, загинаа најмалку 31 лице, а 70 се повредени. Пиротехниката била подготвена за предстојните католички божикни празници, кога дошло до првата експлозија. За 10 години ова е трета експлозија што го погодува популарниот пазар Сан Паблито, кој се наоѓа на 130 км северно од Мексико Сити. Локалните власти нагласуваат дека меѓу повредените има и деца со изгореници, кои зафатиле повеќе од 90% од телото. За сега не се знае што ја предизвикало првата експлозија на лесно запаливите материи и на големото количество барут во бројните предмети и направи за традиционалните празнични огномети, што се многу популарни кај мексиканците. Полицијата и спасувачките екипи изјавија дека експлозиите биле толку силни што ѕидовите на објектите каде била чувана пиротехниката практично биле стопени од високата температура што при тоа се развила. Во експлозиите се уништени повеќе од 80 станови, како и куќи во околината. Мексиканските медиуми јавуваат дека за време на експлозиите на пазарот се наоѓале 300 тони огномет. По нападот со камион во Берлин, при кој загинаа 12 лица, канадските власти ги зајакнаа мерките за безбедност за време на божикните базари во Монтреал и Торонто. Во Монтреал беа поставени огромни цементни блокови пред влезот на плоштадот на уметноста, каде се организира најголемиот божикен базар во градот. Организаторите на главниот божикен базар во Торонто, најголемиот град во Канада, исто така поставиле цементни блокови околу собирот. Зголемено е присуството на полицијата и обезбедувањето. Исламската држава вчера ја презеде одговорноста на нападот во Берлин, во кој загинаа 12 лица, а 48 беа повредени на божикниот базар во германската престолнина. Зимата во Македонија и на северната хемисфера на земјата почна во 11 часот и 44 минути. Денеска денот ќе биде најкраток, а ноќта најдолга. Метеоролозите за овој прв зимски ден најавија сончево и студено време со слаб ветер. Минималната температура ќе се движи од -11 до -5, а максималната од 2 до 9 степени. Еве ги деталите за временската прогноза. Ова беше последната информација за овој дневник. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!